вечер, почитувани во најновото издание на политичкиот магазин на телевизија Алфа, за или против. Вечерва со мене Елена Марковска-Цветановска. Како и секој ден, така и денеска имаме навистина интересни гости, а темите и како во оваа држава се актуелни, има за што да се разговара. Уставните измени, изјавите на премиерот дека ќе владее уште 11 години, 80% од етничките македонци сметаат дека бугарите не треба да влезат во уставот, уставни измени ќе има, ќе нема. Докаде сме стигнати на ова поле и на ова прашање, некако пораки стигнуваат различни и од двете најголеми партии, и од ВМРО ДПМН, и од СДСМ. За тоа ќе поразговараме. Денеска имаше и отворање, односно започнување со градба на коридорот 10Д во Прилеп, и од таму се упатија сериозни пораки. Ќе поразговараме и за тоа, но на почеток да ги представам моите гости. Ќе започнам со дамата на моje огромно задоволство вечерва, Наташа Котлар, доктор професор. Ви благодарам што стигнавте во телевизија Алфа да поразговараме за актуелните теми во државата. Верувам дека имаме за што да разговараме, сигурна сум во тоа, да. И Сотир Костов, добро вечер, член на Македонски манифест. Некако, не знам, налага правилото да се започне со дамата, меѓутоа јас ќе започнам со вас, за да така го наведеме разговорот. Имавте еден настан кој што го пренесовме ние и во вестите на телевизија Алфа, имено Сдруженијето Македонски манифест формираше свој морален суд кој треба да ги гони тие што според вас нели вршеле идентитетски геноцид врз македонците. Прва пресуда на овој морален суд е против екс-премиерот Зоран Заев и поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров, а вашиот гнев е поради потпишаниот нели преиспански договор. Прашањето ми е зошто морален суд, ајде да им објасниме на гледачите од каде таа идеја и што може да донесе овој суд. Прво благодарам што единствен медиум од националните телевизии ни даде таков простор и ние сме ви благодарни, бидејќи Македонски манифест нешто многу не мирисаат нас, на овие провладините медиуми, значи уште еднаш благодарам. Па вие да ви кажам, сега малку со една приказка ќе лична или приватна ќе почнам. Кога дипломирав, кога се вработив и кога од првата плата покрај на родителите купив некоја ситница, отидов на баба ми Анастасија во Кавадарци, која ме чуваше покрај родителите да ја купам некоја ситница. И таа радосна што сум се вработил правник во обвинителство и ме поучи, ми рече: внуче, да си го чуваш образот. Тоа е најбитно нешто, да внимаваш каде одиш, по кој пат одиш, секој пат морални постапки да правиш. Да не правиш нешто против твојата совест. Тоа се случи кога ја имав 22 години, да ви кажам. Јас сум сега, ја терам 67-та година. И овој увод ми беше потребен да ви кажам дека нашата совест не натера за да не биде чиста, да немаме грижа на совест, во отсуство на ефикасни институции кои гонат кривично постапки, предкривични постапки, значи полицијата, а обвинителството и судот истраги и судење, на носители на државни јавни функции кои ќе ги пречекорат своите властувања, кои ќе направат злоупотреба на службената должна, кои несовесно ќе работат, нели треба да се отвори постапка и да се процесуираат. Ајде да се подсетиме, 2018 година Нивица преспа спогодбата, што беше тоа? Обезимување, обезглавување на Македонија, Република Македонија и на македонците. Името. Номен ес омен. Значи, името е знак. Името е бренд. Никаде 2008-2009 напишав една колумна: Македонија најголем светски бренд. Се родија јунаци, под наводници, да го продадат тој најголем светски бренд во некој си чуден интерес на белосветски натрапници кои велат: ако сакате влез во НАТО, ако сакате влез во Европска унија, мора да го смените името и тоа е мала цена. Не го продадоа името, не обезличија со овој акроним, ја не го изговарам, значи
Република со Македонија и ние тоа го рачунаме како почеток на една многу голема штетна појава, а тоа е идентитетски геноцид, ја дури би рекол културоцид. Да ти го земе некој името, тоа значи да те обезличи. Сотир Костов се знае едене. Ако му ставиме сега, не сакам се смееме некој име, безвезно, Сотир Костов не е Сотир Костов. Ниту децата, ниту внуците, да се живи и здрави што ги имам, нема да знаат за кој станува збор. Со татковината, со родината е нешто поголемо, нешто многу посериозно, бидејќи таа не изнедрила, мајка македонка не родила, овде ни дале услови, ни создале шанси да се развиваме, стануваме личности и не може да премолчиме. И значи, се водиме и од она песната на Джоан Баес, само молчењето е срамно, одлучивме Македонски манифест да не молчиме. Морално ќе осудуваме, а вака да се подсетиме. Имаме морални ние политичари во државава за немаме. Да стигне тоа многу до нив? малку имаме, многу малку, ама е вака. Во политиката нема морал, ама во Македонија вчера на еден друг медиум реков дека има морал. Еве ние Македонски манифест потврдуваме дека мора да се почитуваат моралните стандарди, мора да се почитуваат моралните кодекси, од причина што ќе залутаме. А и да ве подсетам, нашите интелектуалци, нашите писатели, нашите поети, ако сакате, еве најголемиот, кој крвареше за Македонија Рацин, па исто така големиот Конески, кој рече името ни е големо, ќе ни го повтаат, ќе ни го земат, ќе не уништат нас. Па после втората генерација Анте Поповски, знаеме што зборуваше за Македонија, кој каже Македонија е музеј на отворено, каде и да копните се коските на македонците, што ги дале положиле животите за Македонија слободна, независна Република Македонија. Па Горан Стефановски што пишуваше и во драмите негови тетовирани души, диво место и така натаму. Бакевски, Петре Ма Андреевски не опоменуваше. И сега вака, сите тие не вредат, а они толку вредности дадоа на генерации и генерации македонци. Еве сега да одам на полето на политиката. Сите политичари пред Зоран Заев и Димитров не вределе, немале храброст да донесат храбри одлуки, наводно. Тие се нашле храбри да го продадат најсвоето, најсветото, најсветлото името Македонија, кое е од искон на оваа македонска територија постои и луѓето кои со генерации, со години, декади, векови, милениуми живееле се викале македонци, никој друг не го зел тоа име, го продадоа името. Морално ги осудиме да не заборавиме ради историјата. Алберт Ками протестираше. Знаеме кој интелектуалец од кој маштарпе. Зола обвинуваше. Ние одиме чекор понатаму, значи Македонски манифест, сите членови, сите соработници, председателот Евтим Клетноков, ние морално осудуваме. Сакаме историјата да биде, во историјата да биде запишано, дека аморални политичари сториле аморален чин и акт на велепредавство, а има и кривично дело велепредавство, потоа направиле злоупотреба на својата службена должност, сега не ги гонат, можеби ќе дојдат некои подобри времиња, кога ќе се создадат услови, секој да одговара за она што го направил. Тоа е, знаете како, завршувам, тоа е космичка правда. Значи, внимавај што работиш, внимавај кој пат одиш, внимавај по кои принципи се водиш, Кант ни вели, звезденото небо над нас и моралниот закан во нас, бидејќи кад-тад ќе те стигне космичката правда. Со овој чин, со оваа морална пресуда, почнува постапката на осудување на македонските предавници. Кои ќе бидат следни на списокот, ќе ми кажете да ги дадеме некој минутка збор исто така и на професорката Кутлар. Читав една ваша колумна од пред една година. Еве сум запишала на 12 јуни лани. Во колумна под наслов Бугарите во уставот, а македонците во пеколот, така е насловот, сте напишале: ако на балкански начин или пак преку собранието се направи обид за спроведување на оваа убиствена замисла по македонската опстојба, мислите нели на вметнувањето на бугарите во уставот, ќе биде крај за нас македонците. Уште сте ли на ова мислење? Крај ли ќе биде за нас македонците, затоа што сега веќе гледаме дека сме и те како под притисок за уставни измени? Со оглед дека сум историчар, мојот занает
секогаш се занимава со причините и последиците. И се уште стојам на таа констатација, дури сега во моментов сум и повеќе и песимист. Меѓутоа, секогаш ми интересираат причините. Бидејќи современо во време, овие денови, гледаме дека имаме некоја комисија од 23 члена која треба да подготвува некаков текст во кој што ќе бидат внесени бугарите во Уставот. Замислете, ние имаме председател кој што смета дека нивното внесување во Уставот воопшто не е страшна работа и тоа е една техникалија. Меѓутоа, морам да го потсетам председателот дека има морална вредност во моментов, бидејќи е председател и треба да внимава што зборува. Она што го спомна господинот Костов за моралниот суд, тоа представува систем, нели, на вредности, на норми, на начин на однесување, но пред се однесување во однос на должноста и задачите и да имате вие свест. Тоа представува кога некој зборува за моралот и кога некој се обидува, значи, да ви посочи по пат на суд што треба да правите. Во денешново време, ние имаме време на квази политичари, на несоодветни политиканти во нашава сфера, и за тоа ќе зборуваме. И јас оние што се сега на власта ги именував како политички чудовишта, бидејќи тие не се во состојба да живеат од својот труд. Јас ги ценам луѓето кои што работат, создаваат и имаат некаков труд. Во оваа држава, таа власт која што дозволила народот да и гладува, народот да заборави на својата национална историја, тоа е погубна власт. Затоа, ако тие беа соодветна власт, најпрви ќе реагира на декларацијата која што ја донесе Бугарското собрание, некаде беше доцна есен 2019 година. После следеа нели и други бугарски документи, меѓутоа од нашава политичка номенклатура ние не слушнавме ниту еден збор на осуда или рамноправност или реципрочно однесување кон другата страна. Ако во таа декларација се спомнува дека македонскиот народ не постоел одеднаш од 45-та година нешто му се случило, па до тогашните бугари се освестиле како македонци, мислам, тоа е нонсенс за такво нешто да зборуваме. Некој да ни го оспорува македонскиот јазик, некој постојано да ви посегнува по македонската култура, а македонската култура значи следење на историјата во вертикална линија, значи од античко време, средновековие, нововековие, се она што представува македонство, или да го спомнам Гане Тодоровски, македонствувам. Единствено на Балканот македонствувал човекот од Македонија. Тие сите соседи кај нас создадоа држави, но никој не го повлекоја името Македонија во својата државност или во својот народ. Единствено македонскиот народ по пат на својата борба и преку Асном се докажа дека тој е носителот на македонството и мислам дека само во таа линија ние можеме да зборуваме и никако не смееме да си дозволиме внесување на народ чија што држава и чии што припадници го негираат постоењето на македонскиот народ, македонската историја, македонската култура. Тогаш, оно што представува власт има многу лоша намера и нема намера да ја води македонската држава. Јас ќе се надоврзам и дека нема никаков реципроцитет, па ќе ве прашам и вас што какви се размислувањата ваши, дали ќе биде ајде под наводници крај за македонците доколку бугарите се нели влезат во уставот. Како ќе тече се тоа? Како ви изгледа целава оваа ситуација? Морам да се и изјавите на премиерот вчера нели ги споменавме пред емисијата. Страшно. Прво морам да се надоврзам ова што го кажа соговорничката моја, почитуваната Котлар. Го спомна Гане Тодоровски, мене тоа многу ме возбуди, ме погоди, бидејќи јас водам еден проект од 2019 година, незаборавник за македонските работи, еве денес не случајно, носам мајца со Крсте Петков Мисирков, каде што слоганот што сум го земал и сите јавни научни трибини што ги организираме, ги правиме
со збор и непокор македонствуваме. Прав историчар, види што убаво го истакнува и во право место на прав медиум го кажува. Види да ви кажа, господината Котлар отишла неколку чекари пред мене и јас мислев дека вака, ако влезат бугарите во уставот на ваков начин уценувачки и под притисок, ние излегуваме од историјата. Но бидејќи таа историчар очигледно пред нас може да ги види импликациите, консеквенците што ќе ни се случи, и таа отишла до пеколот. И јас само можам да го оправдам тој вокабулар, таа логика историска, бидејќи нам тоа и ни се спрема. Многу одамна, во една телевизија која не постои, пред 7, 8, 9 години, меѓу првите со една екипа со која подготвувавме емисии за тоа што ја очекува Македонија на патот кон ЕУ, ние меѓу првите кажавме дека не е само Грција опасност и пречка фортификацијска или дипломатска, политичка, не знам каква, ја би рекол безобразна пречка на патот на Македонија кон ЕУ, туку најопасна е Бугарија. Најопасна е Бугарија. Видете се. Да збориме за... Се согласувате дека тоа и се покажа поопасна е? Апсолутно, ако некој ви задира во културолошката вредност, бидејќи културата е многу широк поим, и антрополошки и нормативен. Меѓутоа, ако го земам антрополошкиот, тоа значи не ништи. Не може македонската култура да ви се појавува како бугарска. Тоа е најопасното. Јас не знам зошто министерката за култура си седи спокојна и не реагира. Па видете, почитувана Котлер, таа како ни велеше пред некој месец. Да, правете, творите уметнички, културни дела, ама немојте за Македонија и минатото. Никако. Гледате да го развеселите народот. Јас сум познат по моите остри изрази, да ама тоа е хомокретенизам. Да. Ова е израз на еден висок интелектуалец од север малку. Значи, ова е хомокретенизам на уметниците, на културните работници да и велеш творете, правите, ама немојте за минатото и за историјата на Македонија. Па зашто да правиме? Па на нашите идни генерации ние треба факелот на македонизмот да го предадеме преку творбите. А ја ќе поврзам со минатата година, 150 години. Гоце Делчев, имав таа среќа од тие 3 дена, барем на првиот да ги ислушам сите наши историчари минус членовите на комисијата. Ова фамозна македонско-бугарска, лингвистите, македонистите, како зборуваа. Сите до еден, го кажува ова што Котлар го кажува, дека не смее да се дозволи да се гиба во историјата, во образованието, во културата македонска, традицијата македонска, фолклорот и се што е македонско. Токму овие кои ние ги осудивме, Зоран Заев и Димитров, го дозволија спротивното. Дозволија на една Грција да ни го земе името и веднаш потоа, за краток период, Зоран Заев направи една срамна, ова беше спогодба со Грција, ова е договор, еден срамен, грд, во историска смисла договор, значи, историски непоткрепен, а правнички би рекол, без реципроцитет на обврски и права, каде што им дозволи на бугарите све. Да. И еве ги сега бугарите што кажат. Тоа што ве Да, прашам. и еве ги сега тие што прават. Си дозволуваат. Ке заседават овде неколку дена, нема камери, ке дадат некоја изјава безвезна, еве слободно ке кажам, и така ни ги замачкуваат очите. Ке си отидат во Софија и оттаму ке фрлат отровни стрели. Нема македонски јазик? Не, прво, нема македонци. Тоа се бугари. Тоа се неосвестени бугари. Ова се нивните зборови. Нема македонски јазик. Тоа е некое наречие, не знам каков бугарски и така натаму. Не. Ние, македонистите, историчарите, начел, види да се разбереме. После тој договор први се разбудија, нема да ми се налутиш Наташа, не, први реагираа историчарите. Сетете се на петициите, неколку што ги направија, голем број беа. Со голем број историчари Сетете се на лингвистите. Да. Сетете се на македонистите. Сетете се на стручната јавност и на општата македонска јавност на оние протести пред влада, пред собранија. Значи, сите некои си 99% од она што значи Македонија и македонци се против овој договор. Само една шака политичари забегана елита, одродена од својата родина, од својата татковина, не води сметка за националните
и државните интереси на македонците и на Република Македонија и не предава на милост и немилост на бугарите, на бугарската политика поточно, само ради тоа што, извинете ми, овие ги седнале во скут. Тоа не смее да се дозволи. Уставни промени. Зошто? За да го подкрепам ова вашето, ќе кажам една истражување, односно анкета, објавена е пред некаде месец и половина, речиси 2/3 или 65% од граѓаните не се согласуваат со вметнување на бугарите во уставот, што е неопходно за продолжување на преговарачкиот процес со ЕУ, нели? 26% пак сметаат дека треба да се направат уставни измени, и сега од овие што ги кажав, 80% се етнички македонци. Зошто никој не ги прашува граѓаните сакаат или не? Сак да ви кажам нешто. Знаете зошто ми е дилемата? Сегашниот премиер Димитар Ковачевски не е избран на избори, туку тој е назначен после оставката на Стручен израз, браво. Да. Браво. Тој е октруиран. Човек кој што воопшто нема конкретен контакт со народот, ви станува врхушка. Тој ја добил нели на подарок таа функција. Дури јас мислам дека пак да се вратам на она моралното. Замислете да бидете премиер и покрај другото да не се срамите што имате бизнис интереси на член од вашето семејство. Тоа не е во ред. Тоа воопшто не е ни етички, морално. Па вие сакате да водите влада на една држава. Исто така гледаме еден познат координатор сега во владата, кој што вели дека не му е доволно платата која што зема од македонската држава. Ако не му се допаѓа, па нека си оди. Многу нешта имаме во доменот на неморалното, на несоодветното, и сега гледаме октруиран човек кој што смета дека ќе ја води власта и наредните 12 години, како рече господинот. Па видите, вчера бев непријатно изненаден и овде ќе го цитирам Ѓорѓе Балашевиќ, бидејќи така, стар рокер сум, поп музика сакам. Неговите балади, меѓу последните интервјуи што ги даде на српските медиуми, насловот беше од една негова песна "Дно дна", дно на дното. Видите вчера што ми се случи мене. Денот да ми започне со изјавата, ја прочитав некаде таму на тие социјални мрежи, на премиерот дека патувањето на неговиот син е приватно и дека он не чувствува обврска да ги покаже картите, бидејќи тоа било некултурно. Да, ја бев на негово место, ја никад нема да бидам, бидејќи не сум политичар, ама морам ова да го употребам, ја вака ќе речем. Еве ги картите што ја ги платив со парите од мојот картичка. И ќе ве молам сега да ми се извините вие медиумите, бидејќи ова е со приватни пари платени, никој пат веќе за вакво нешто не ме праќате. Тој скандал го отвори телевизија Алфа и јас ќе кажам одговорот тука на премиерот беше дека вујкото од Америка ги платил. Чекајте сега за вујкото од Америка. Вујкото од Америка, значи добро е што знаеме дека тој има вујко од Америка, нели некои викаат вујко владика да имаш, ама не е лошо да имаш и вујко од Америка. Па вака сега ја 25 години делам неформална брачна заедница, ајде да не речам спијам со еден врвен професионалец од протокол и да ви кажам како стојат работите кога се патува. Прво, треба да се знае дали е работна посета, дали е официјална, дали е неофицијална. И секој пат кога патува членови од семејството, не можеш да кажеш дека е приватно патување, он се обиде да каже син ми е фудбалер, не. Кога патува, он користи VIP салони, заедно со татко му, сега морам така да ви кажувам. Он користи VIP влезови во авионот, VIP седишта користи, VIP ескорти користи, користи превози од аеродром до ДПК, овие што се дипломатско-конзуларните представништва, они го обезбедуваат додатниот превоз. Каде е обезбедувањето на сопругата и на синот? И тоа се плаќа. Да ви кажам кои све трошоци се. Значи, имаш трошоци за превоз, додатен превоз, имаш хотелски трошоци, имаш трошоци за исхрана и трошоци за обезбедување.
Кога ќе земете тоа се како е, граѓаните на Република Македонија го паќат, немој да не прави дека сме неинтелигентни или глупави премиерот, кога не знае да разлачи што е приватно патување од службено патување. Ја разбирам, сакала да го видат Вујкото во Америка, ама тоа вака се прави. Еден ден порано се патува или еден ден покасно, со друг лет, приватно ќе се покаже дека е платено, а не на сметката на државата, а сега вака, полна уста транспарентност, ние сме транспарентни, ако треба да покаже сметка за децата свој, да му се живи и здрави, ако треба да покаже договор срамен, никаков криминален, со овие 8 и 10 коридори, не може тоа. Тоа биле национални и државни интереси и за тоа и да зборуваме не е точно. Тоа се интереси на бизнис партнерот од другата страна, Бехтел и ЕНК. Значи не му паѓат во вода ова што го кажува, едноставно патувањата државнички не стојат така. И второ, имало некој друг ваков случај, јас не се ова не било паметам. работна посета, се распрешав, на работна посета не се носи сопругата. Се носи сопругата на друг вид посета, кога и сопругата има некој програма, ангажман. Ај нека покаже сега, нека го покаже ангажманот на сопругата во Америка. Ја ви тврдам дека нема таков ангажман. Си има одседнување можеби кај Вујче од Америка, ама на сметка на државата. На официјалните фотографии беше и сопругата на премиерот, од неговите средби. И сега, ако премиерот си дозволува да си ги носи децата собствени на државни патувања, како премиер на држава, не приватно во посета на Вујче од Америка, вчера така јавноста беше вознемирана и од една изјава на заменик министерката за правда. Денеска се извини, вели дека било лапсус, дека помешала егејци со евреи. Во рете, лапсуси се случуваат, не велам не, меѓутоа дали е дозволено заменик министер да има лапсус за волку, за тема која што така задира во чувствата на граѓаните и без притоа не знам да не и ова што го да изреагира ден подоцна од како имаше реакции, ме разбирате. И ова што го спомнува Сотир, зборува дека ние во моментов си имаме работа кои што се луѓе на такви позиции кои што се прво неуки, неспособни. Може би и дипломите им се од чуден карактер, може да ги купиле, бидејќи човек што вложил труд има и знаење и тоа знаење нема да му се случи. Многу често имаме лапсуси во таа владина кореографија и сценографија. Дали честопати ни се случува нели да видиме погрешни знамиња, ни се случува да ни се преплетуваат приватното со државното, ни се случува да не знаеме што значи реципрочно и рамноправно однесување кон друга земја или кон определена заедница. И најпосле, ако сакате, кон Европската Унија, ако сакаме и целиме, ова се што ни се случува би требало многу оставки да има. Во Европската Унија не можете вие да си дозволите такви лапсуси и такво однесување од политички карактер. Би требало веднаш да си дадете оставка и да заминете во некој ќош, уште еднаш политиката да не ве погледне. Тоа е нашето. Меѓутоа, бидејќи ние сме сега во една фаза, честопати знаат некои луѓе да спомнат дека ние сега клониме и кон федерализација, ги имам во предвид некои други процеси. Ние не сме во таква една ситуација, јас еве како историчар ќе ви кажам, ние сме во фаза на феудализација. Бидејќи 2% од македонската популација, која што фактички се наоѓа во системот на власта и на моќта, се однесуваат како феудалци, сакаат да прават што сакаат да прават, тоа нив им е дозволено, а ние треба да бидеме закрепостени, малоумни и да не знаеме што се случува во оваа држава. Нивниот однос кон нас треба сериозно да се преиспитаат прво самите себе си, затоа што оваа држава има и народ кој што има образовани, морални и воспитани луѓе, и друго, треба да знаеме дека ние не потекнуваме ни од 91-та година, ниту пак од 2017-та година, ниту од 18-та, ни од 19-та година, со оглед дека македонскиот народ, врз основа на својата историја, врз основа на
државнотворните темели на АСНОМ и следниот период, кога се градеше македонската држава, создаде институции, државни, културни, научни и ние тој систем го знаеме и сакаме да држиме континуитет на нашето и историско, и културно, и економско, и политичко живење. Овие луѓе кои што во моментот ја држат власта, треба да знаат дека таа е минлива категорија и дека некогаш покрај моралниот суд ќе ги снајде и кривичниот суд. А еве, премиерот вчера изјави 11 години ќе владел или 12, Да, не знам. да, 11. Ја апропо што кажа Наташа, ја ќе го тоа малку психолошки ќе го кажам како јас го сваќам, почнува да ги фаќа многу фројдовски синдром. Денеска, ево, синоќа на 2-3 пати го видов тој синдром кај премиерот и ќе го објаснам, а денеска го гледам и кој главниот човек, првиот фронтмен и one man show на владата, кај Груби, меѓу другото, фалејки се за овој автопатот кој не е ни почнат, зборува ни Свети Мицко, ни Свети овој, нема вика ова да го спречи. Да, вордингот беше ни Мицко, Видите ни ви Свети кажам, Мицко, видите ви. нема да ја сопре зградбата, да Да. На објаснеме човекот што загадачката, мислеше, да. предпоставувам, е председателот на ВМРО ДПМН, кој се вика Христијан Мицкоски, барем да речеше тоа, ако не сака да го спомнува, да спомнува партијата, барем да речеше водачот на опозицијата, барем да речеше професорот Христијан Мицкоски, да. А знаете како? Јас се потсеќам, ја имам многу голема километража. Еден друг човек пред него употреби Свети СДСМ, која беше ТАТ, која беше Октободот, па каде е сместен во историјата, мислам на Црвенковски. Да. А знаете што? А Црвенковски сепак е титан за овој Груби. Така да, нив многу ги зафаќа веќе тој фројдовски синдром да грешат, да кажуваат небулози. Синоќа, видите ви кажам, синоќа тој интервју беше дно на дното. Не го доврши прескона што го почнав. Прво, непочитување на медиумот, непочитување на новинарот домаќин, не го дослушува, еднаш не се насмеа, прекинување и строго одговарање она што замислил во својата глава премиерот. Не смее така. Тоа е непочитување кон професијата новинар и кон институтот медиум. А бе една работа да се признаеше, да се каже да, така е, ама околностите тоа го налагаат. Јас синоќа се потсетив на еден друг синдром, феномен кој се вика Семјон Семјоновиќ. Многу одамна не сум го спомнал, накратко ќе ви го кажам, од тоа боледува нашиот премиер. Боледува е метафора. Значи, абсурдистот Даниел Хармс, раните 20 години од 20 век, го има овој феномен обработено, кога вие ставате розови очила и реалноста ја гледате розова, а она е грда и е црна. Значи, премиерот синоќа, ко сакаше да каже како Македонија ја гледа, ќе си ги стави овие розови очила на Семјон Семјоновиќ и кажува, имаме највисоки плати, имаме највисока просечна плата, имаме највисоки пензии, Инфраструктурни студентите се проекти, задоволни, патишта изградени, учениците ода. А пазите, ако ќе ги симнеме тие наочари, што гледаме? Имаме здравство без лекови. Имаме здравство, се извинувам, деца мали починуваат поради тоа што немаат пари да купат инструменти и лекови, да ги лекуваат или да ги оперираат, а имаат пари за 78% да зголемат платата. Немаат пари на пензионерите малку посериозно да им зголемат пензиите. Немаат пари за социјалата, која најмногу ме боли. Не ги гледа За образование, премиерот, за ученици. За образование, за сиде. Кога ќе ги стави розовите наочари, тој гледа се розово и во. Кога ќе се тргнат тие розови наочари, јас гледам луѓе во контејнери, верувајте ми, од терасата на Вторспарт, кај што живеам во кисела вода, ги гледам. Кога ние ноќе ќе isврлиме кесите, не кажувам еден грзбор, тие бараат во нив облека и храна. Па тоа премиерот изгледа не може да го види сиромаот, бидејќи наочарите му се од Семјон Семјоновиќ и му се розови и знаете како, он сака да не увиди дека неговата политичка диоптрија, што е илузија дека ние тече мет и млеко во Македонија се како што окей,
А фактички, мерливите докази што јас, вие, Наташа, сите ги гледаме, кажуваат нешто сосема спротивно друго. Тие синдроми нив ќе ги уништат и лично мислам дека они се веќе во опасен пат во провалија, од која никој пат нема да излезат. Ова е метафора политичка, бидејќи тоа ќе биде такво паѓање и вие ги кажавте овие истражувања, имам и ја некои мои истражувања, овие 5 месеца што ги спроведов во 17 големи македонски градови, и анкетиравме со екипата 1350 македонци, државјани на Република Македонија, 91% велат дека оваа власт Македонија ја води во спротивен на насока и дека оваа власт треба, бидејќи е ненародна, треба да се замине. Сосема накратка го кажав овој истражувањето, бидејќи не се точни веќе 50%, 45%, 60%, многу поголемо е зголемено, а анти-ЕУ како се вика, расположение, вие не сте свесни колку е отидено нагоре. Многу недовербата е многу голема и затоа тоа е загрижувачки. Да позборуваме и за тоа како да се врати довербава кај граѓаните, затоа што знаете како, нели, апетитите од другата страна се толку големи да ние не сме сигурни дека и ова ќе биде последно нешто. Бугарите вметнати во уставот и готово нас ќе ни биде патот отворен кон Европската унија и 2030, како што кажува вице-премиерот Маричик, ние ќе бидеме во ЕУ. Која ни е на нас гаранцијата за тоа? Ќе дојде 2300 многу скоро, ќе видите. Не, тоа доаѓа многу скоро, но да се сетиме кога беа сите оние протести во јуни месец, кога протестиравме околу францускиот предлог. Ако се сеќавате, ние ги детектиравме сите можни последици од она што ќе се прифати. Го растурија тој, да речам, протестен излив. Се случи, можеби, доаѓање на овие странскиве политичари. Јас тоа го доживувам исто така како неморален притисок врз македонскиот народ. Фон дер Лајн да ви доаѓа, не знам, уште некои од тие германските и европските политичари. Мислам дека е крајно невкусно некој да доаѓа од таква позиција и да го убедува македонскиот народ она што не е добро, да го мисли дека е добро. Меѓутоа, нешто се случи во тие протести, иначе ние тогаш кога излегувавме, мислам дека процентите беа околу 70% како незадоволство во однос на актуелната политика или поголемо можеби беше. Не, сега е поголемо. Сега е поголемо, ама тогаш дали беше 73 или 78, не се сеќавам. Ние како луѓе кои што не се мириме со актуелната политичка и ситуација и се она што ни се случува, не успеавме да го артикулираме тој протест. Вие велите каде е решението. Бидејќи многу прашања што ги отворивме овде влегуваат во доменот на избори. Мора да има избори, бидејќи промените во уставот се во доменот на изјаснувањето на граѓаните. Мора да имате и избори, да ги покажете своите политички програми и исто така, ако сакате, и референдум, бидејќи граѓаните се изјаснуваат за уставот, а не партиите кои што ја држат власта, а таа власт ја добиле на нелегитимен начин или несоодветен начин или на неморален начин. Тие не можат да владеат со нас граѓаните, иако не го сакам овој збор. Го сакам повеќе зборот кога ќе зборувам за македонците. Не ми се допаѓа она што се случи во уставот, да македонскиот народ да не биде истакнат како носител на сувереноста на македонската држава. Тоа не ми се допаѓа. Исто така, она што сега се заговара како промена во уставот, сметам дека не сме да се стават во исти ред ни хрватите, ни црногорците, бидејќи хрватите придонеле многу за афирмација на македонскиот јазик, македонската историја, култура, високо образование и никогаш во ниту еден момент не го оспориле посебниот македонски историски културен идентитет, исто така и црногорците. И замислите сега едни такви представници на такви народи да ги ставите во редот со бугарите, кои што никогаш не ве признаваат како посебни. Тоа е стара политика која трае од 19. век па наваму, и сега одеднаш
Бугарите била техникалија и македонската држава тоа нема да пропадне. Го цитирам човекот кој што во моментот е претседател на Северна. Мислам дека треба да има многу повеќе разум во своето политичко однесување и да внимава што зборува и на кого му се обраќа. Еден коментар би дал. Само завршете за кратко затоа што мораме да одиме со реклами, па потоа ќе се вратиме. Кој политички безобразлук го видов од премиерот? Вика, му поставија прашање, едно од ретките на кој одговори, иначе ги избегаваше одговорите, тоа е еден елистички трик, ќе го коментирам после овие рекламиве. Вика вака, добро, ако не ви успеат овие промени, ако немате 80, па ништо, вика, ние продолжуваме понатаму, нема предвремени избори. Па не ја познава демократијата, не го познава плурализмот. Ако ти се залагаш за нешто, ако тоа нешто не ти помине, било во собранието, било кај народот на референдум, ти си должен да понудиш предвремени избори. Да ве подсетам на Де Гол, да ве подсетам на големини, кои кога не поминаа пред народот си заминаа, се дадоа да се изјасни народот, било на референдум, било на нови избори. Вика не, и да не помине, вика, промената на Демековија уставни амандмани, а ја ви тврдам нема да помине, бидејќи сите македонци сме дигнати, не може вака нас да не окупираат бугарите, по не знам кој пат, 4 или 5 Наташа, помогни ми, историчари. Не знам, премиерот вика дека имало расположение кај некои пратеници од ВМРО од ДПМН дека ќе гласат. Тоа се трикови, тоа се еристички трикови, му фатив синоќа 4, ама на јовате овие реклами, па после ви поразговарал. Важно сакав да истакнам безобразлукот и упорноста и да не успееме. Па видиш, ако твојот концепт не успее, ќе дадеш на народот да се изјасни, да избере некој друг, на кои концептите ќе му успеват. Било во собрание, било пред народот. Само секунда. Имаме фалинка во Уставот, бидејќи сме напишале, или креаторите на Уставот напишале, дека само пратениците може да го распуштат парламентот. Не, тоа е друго, тоа е решението, Наташа. Не сака да се откажат од своите привилегии, оние што седнале во парламентот. Сетете се на Заев. Изгуби и со бугарите, и со ЕУ бирократите, и со македонците локални избори, се поднесе оставка. Пази, човек што најмногу сум го критикувал е Заев. Се седнати во овие не знаат што е М од не морал. може човек ни со кран да ги крене па да си заминат од местото. Не знаат што е од етика. Не знаат овие луѓе. Не. Ова е опасна работа. Да одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото со дебатата. Почитувани, останете на оваа фреквенција, се враќаме за 5 до 6 минути. Почитувани, добре дојдовте назад. За или против, продолжуваме со вечерашната дебата. Мои соговорници, мои гости, за тие што сега се вклучувате. Професорката Наташа Котлар и аналитичарот, така ќе ве наречам, Сотир Костов. Отворивме многу теми, зачнавме, но нешто некако останавме недокажани, не ми е јасно. Ако велите, народот не му верува на премиерот, тоа е докажано, ете сите анкети тоа го покажуваат. Премиерот пак од друга страна вели, не одиме на предвремени избори, ќе си одиме на редовни избори. Во меѓувреме, нема мнозинство во собранието, а вели дека ќе уставните измени ќе се случат во ноември. Што стои позади ова? Како мислите дека ова сето ќе се изведе? Некако мислам дека и на граѓаните баш не има јасно. Па сега ќе ви кажам како го изведуваат. Они се во тоа многу вешти. Тука ќе ве подсетам на Монтескеја, еден од татковците на европското право. Тој вака вели, парафраза ќе дам. Вели, има два вида на расипаност во светот, во човештвото. Првиот вид е кога ние луѓето не ги спроведуваме законите, и тоа ни е познато. Ама вика, вториот вид на расипаност е кога самите закони се расипани и вика, тоа е големо зло и неизлечиво, бидејќи е во самиот лек. Бидејќи законите треба да се лек за работите што го тиште едно општество, една заедница, една држава. И сега видите некако. Сега не можеа да поминат со Бехтел и Енка со овие 9 фамозни, па 8, па сега 5 закони, се измисля европско знаменце. Денеска дојде ново предупредување дека не смеат да користат, не бе, они одат, отварат автопати што не постојат и они ќе ги поминат. Ама сега за уставните измени нема европско знаменце. За уставните измени или имаш 80, некој толку од 81, не е битно, или немаш толку пратеници. Значи сега пак ќе почне притисоци, тортура, психолошко заплашување,
нудење на материјални подобности, спасување на нечии синови, керки да не одат во затвор, еве, сите ги кажувам, давање тендери на браќа на што ќе издадат и така натаму. А знаете како? Ја велам, па не може нам во недоглед да ни се повторува историјата. Ја овој пат сум нешто многу убеден дека тие 80, тие нема да ги обезбедат. Иако имам информации дека се прави еден договор, да не речем заговор, чии идејни творци се ќе се изненадете Али Ахмети и новата амбасадорка на САД во Македонија, кои смислеле начин како високиот рейтинг на професорот, би рекол, Христијан Мицкоски, а не како што вели овој така наречениот политичар или координатор, да му го намалат, да го намалат рейтингот на ВМРО ДПМН, кој е високо во планината, а овие доле во македонскиот политички глиб, би рекол ја, блато, она живо кое те носи надолу, и ја гледам тука едно лицемерие. Со сет респект кон почитуваната амбасадорка, дојде и ни рече, ова држава е корумпирана, власта е корумпирана, ние ќе да е. Второ изјава, ние правиме црни листи на политичари, поранишни и актуелни, ги нема листите. Значи, јавно едно кажува, а тајно договараат како опозицијата да ја ни го симнат рейтингот. Сега за мене тоа е дипломатско лицемерие и немав прилика до сега да коментирам нејзиното писмо, испратено до правосудните органи и политичките органи и институции, ја вака ќе ви кажам. Јас сум израснат во социјализам и комунизам. Ја ги ја подсетам Наташа на 21-та седница и на писмото на другарот Тито. Таа е млада, ама валда памти нешто. Така Тито кој спасуваше нешто што не може да се спаси, дигнитетот на КПЈ или СКЈ, прати писмо на кое сите се поклонуваа. Со кое право ова господја? Праќа писмо во туѓа држава, ги прекршува правилата на Виенската конвенција и укажува на неправилности само на повисоките судови, а тоа се апелационите судови. Не знам дали имам време да навлезам да објаснам што значи враќање на пресуда или ово и оно, ама ја вака ќе ги одговорам, веројатно ќе ги пренесат. Гледат, тие се многу организирани. Нека господјата амбасадорка излезе во јавност и вака да каже. Неколку пари потрошиле за реформи во македонското судство, Наташа, него на кого ги потрошиле? На кого ги да потрошиле? видиме кого реформирале. Мене сликата ми доаѓа со некој што седеше и правеше муабет. Така. Значи, Наташа, да видиме кои суди и обвинители биле по Америка, кои биле на вистинска реформа да учат, на студиски престои, што признавам, јас знам поранешни суди како израснаа во големи вистински суди, и да видиме каде ги фрлиле парите. Или се фрлили парите во бунар без дно. А не пред јавноста едно, а во затворените врати, она што сум го чул од инсайдери од владата, кога оди и тајно се состануваат, ќе правиме планови како да го рушиме професорот Христијан Мицкоски, лидерот на опозицијата и председателот на ВМРО ДПМН, и ќе го тргаме настрана од народот, демек народот бил за оваа опција, ама сега ајде ми ја улагаме во сегашната властодржци, ја би рекол, уште ова да го прогураме. Знаете зашто го прават тоа? Бидејќи овие се, нека ми просте аудиториумот, без кичменјаци. Овие немат своје јас. А опозицијата знаеме дека е тешка да наговараш да прави нешто што не сака да прави. Впрочем, имаме 11 годишно владење, не успеа. Па, извинете, со сет респект, иначе се гледа црц карактер жена, ја знам да познавам алфа женка што е, ова е комплимент, ова не е навреда, ама нека ми извине да немој да биде лицемерна. Тоа во дипломатијата е на кратка стаза и се открива. Мојата маленкост со анализа на 3 настапи ја гледам. Прво оди кај Али Ахмети и кај Груби се поздравува, си разговарат, потоа оди кај Ковачевски и останатиот дел од владата македонски дел. Тоа моето око не можеше да не го забележи. Значи, многу е поблиска на опцијата која е безобразна во допуштањето на бугарите и на грците и на луѓето од Брисел да прават што сакат, само да сме ја стигнале таа европска интеграција до највисоко ниво, а никад нема да ја стигнеме. Професор, ке ме интересира
Дали имате некакви информации што работи историската комисија во овој момент? И што таму се случува? Не. Мислам дека нивната тактика во моментот е да ја применат она што е специфично за првата комисија, онаа која што работи на македонско-грчките учебници. Бидејќи ништо не знаеме за таа комисија, а исто така и таа комисија треба сериозно да биде ставена на анализа и наше внимание како стручни лица, историчари, а секако и од политички аспект. Меѓутоа, бидејќи тие се свесни дека се надвор од научната доблест и етика, бидејќи не можеа никако на својот народ да му објаснат зошто пишува таму заедничка историја и зошто само се менуваат македонските учебници по историја и зошто само македонската страна треба да праќа урнек до бугарската страна да видат како изгледа еден учебник од 7 или 6 оделение и како одредена методска единица е таму прикажана. Со оглед дека таа комисија се повлекува во некоја своја затворена матрица, ние долго време сега нема да знаеме што направиле, како направиле, меѓутоа, ако беа луѓе на место, многу одамна ќе се повлече од тоа и ќе имавме една сосема друга ситуација. Меѓутоа, доброто е тоа што сепак во Македонија за 80 години се создал кадар кој знае да препознае што значи да се брани државата преку институции и да се брани државата преку научната работа. И медиумите тешко стигнуваат до нив, некако немаме информации што во моментот се прашањето случува. на вашето прашање ќе одговорам. Втората пресуда на моралниот суд е за таа комисија, што ги подпишаа тие срамни, помогне ми Наташа, билатерални протоколи или како се викаат, што се подпишани од комисијата. Имаат протоколи, но и записници. Записници. Да. И ние ќе се произнесиме, ќе дадеме или не, ќе видиме фактите што ќе кажат за сите членови на таа комисија. А добро е што почитуваната Наташа не подсетува и за она комисија за односите со Грција, бидејќи од таму почна се. Од таму почна. И следната пресуда е за господинот премиер, кој одлучно ни кажува во стил на еден еристичар кој синоќе со својот домаќин се расправаше, така на еден многу интересен начин, дека ќе влада 11 години, втората и третата морална осуда се за него и за неговиот дел од владата кои не продаваат, не даваат безочно на забеганата политичка бугарска елита, која знаеме што ни мисли. Воопшто не ни мисли ништо добро, уствари. Сакав да споделам од еден млад човек, магистар по правни науки на Кембридж универзитетот во Велика Британија, се вика Владко Токарев. Го читав неговото интервју за некој портал, беше чинам А1, он не сум комплетно сигурна, меѓутоа така ми падна во очи. Според него со уставните измени Македонија би прифатила законски обврски кон само освестените, нели под наводници, македонски бугари, како што се обезбедување на право на образование на свој јазик и писмо, односно настава на бугарски јазик, право на програма на бугарски јазик на државната телевизија, основање на национални установи за напредување на културата на македонските бугари, како и државно финансирање на проекти од културата на македонските бугари. Со ова, ајде некако при крај, веќе сме кон емисијата, значи, вметнувањето на бугарите во уставот и не е тоа, не е до тука завршено се. Така ова се не чека и ќе ни се случува. Тоа сега и почнува, не дај Боже, значи да добие поголеми разбери. Друго сакам нешто да кажам. Вие сте или бугарин или не сте бугарин. Така. Браво. Браво. Какви се тие македонски бугари? Не постојат македонски. Не постојат. Друго, тие бугари што се во Македонија или од Македонија, кога го оддале својата почит кон македонскиот народ, кон македонската историја, македонската посебност, македонскиот јазик, па за да живееме ние претходниве 50 години во определена спокојна атмосфера, еден на друг да си признаваме право и на постоење, на образование, на културен, политички, економски израз. Кога тие застанале на основите што се од Асном,
Значи, оваа власт, ако нешто најмногу ќе доживее од мене, е опомената во однос на Асном. Нека се вратат кон Асном. Нека не се смешкаат зад циничните изрази со знаменцето на Европската Унија и не знам какви други дополнувања кон Уставот. Најголемиот греф на оваа политичка номенклатура последниве 7 години е во однос на Асном. Ниту моето семејство, ниту вашето семејство, ниту вашето семејство не крварале во народно-слободителната борба за да некој се дрзне и ви го уништи државнотворниот момент на македонскиот народ преку Асном. Тие бугари што се од Македонија, тие кога ќе признаат на македонскиот народ дека овде живее, создава, твори, тогаш ќе имаме сосема друг однос и кон нив. Јас не знам зошто да ги ставиме во Уставот кога не ме признаваат. Зошто со македонски пари нив да им ги градиме можностите во македонската држава. И најпосле што станува за македонците кои што се наоѓаат во Пиринскиот дел на Македонија и во Егејскиот. Иако оваа номенклатура се откажа од нив, повикувајќи се на нешто старо, демек наводно и Киро Глигоров тоа го направил. Без разлика. Ние македонци имаме и надвор од границите на овој устав, бидејќи ние тие се повикуваат во рамките на уставот кој што се однесува на таа македонска држава. И македонскиот јазик е надвор од тој устав и македонскиот народ е надвор од тој устав. Ја вака би додал. И ќе потсетам на званичната и незваничната, како сакате, на званичниот, незваничниот слоган на македонската преродба. На зол трн, зла копачка. Тоа е легендарниот Димитар Миладинов и тоа важи како слоган на преродбата. Значи, на зол трн од бугарите нема Македонија, нема македонци, нема македонска историја, нема македонски јазик, нема македонска традиција, се е бугарско, ние одговараме на наш начин и на оваа атака од нашата власт, која е пета колона, значи, уидисана со бугарите и со грците и со бюрократите од Брисел, ние одговараме со зла копачка метафора. Ние судиме морално, народот го препозна, со симпатии. Готово, со симпатии го прифатија тоа и зошто го правиме. Завршувам со Кирил Печиновиќ. Да се знае, да се знаат кои се македонци, кои се бугари. Толку. Јас само кратко ќе кажам, пред 2-3 години имаше едно истражување на млади интелектуалци од европските земји во однос на проблемите што ги има Македонија со Бугарија. Нивното исто упатување до македонската јавност беше единството решение се наоѓа во јакнење на сувереноста на македонскиот народ. Браво. Толку. Ви благодарам, одлични пораки за крај од двајцата. Ви благодарам што бевте дел од За или против на телевизија Алфа. Нашите гледачи сигурна сум дека и како сакаат да ги слушнат вашите размислувања и ставови. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Се одјавувам, останете на оваа фреквенција и натаму од мене пријатно, убав ден и убав викенд.